Група од 200 американски семејства апелираат до властите во Украина да им дозволат да згрижуваат украински сирачиња додека трае војната во земјата. Овие семејства беа во процес на посвојување деца од Украина додека Русија не ја нападна земјата. Сите посвојувања ефективно беа стопирани. Во 2021 американците Стив и Леана Олни посвоија двајца браќа и сестра од сиропиталиште во регионот Одеса. Но семејството Олни се надева дека ќе посвои сестрата на триото Лиза. Добиле дозвола за официјално посвојување во 2022, но тогаш Русија ја нападна Украина. Поднесовме петиција до Украина во октомври, но таа беше одбиена. Само ни рекоа: "Вие сте во САД, а таа е во Полска. Не знаеме како ќе го организираме посвојувањето." Семејството Олни не се единствени со ваков проблем. Околу 200 американски семејства апелираат до украинската и до американската влада да помогнат да ги финализираат процесите на посвојување. Каролина Денхарт ги застапува семејствата. Постоеше закана од сексуална трговија со луѓе, децата да завршат во погрешни раце. Но Украина веќе го одобри процесот на посвојување. 6 месеци по руската инвазија и домашните и странски посвојувања во Украина беа ставени во мирување. Оксана Жолнович, министерка за социјална политика на Украина, вели дека домашните посвојувања продолжиле во август 2022. Им даваме приоритет на домашните посвојувања за да можат децата да растат во нивната култура, обкружени со нивните традиции. Таа вели дека меѓународното посвојување е дозволено да продолжи, но само за случаи каде што потенцијалните посвоители веќе го запознале детето пред војната и се договориле со него. Сабрина Дикенсон е од Ukraine Care 300, група која ги застапува правата на родителите од САД кои сакаат да посвојат од Украина. Постоеше програма каде што семејствата се домаќини на деца од Украина, особено сирачиња. Понекогаш запоставени деца кои немаат статус на сираче, за да може да останат со семејствата меѓу 4 и 12 недели во лето и зима. Преку тој процес тие одлучуваа дали сакаат да ги посвојат. Поранешниот советник на министерот за социјална политика на Украина, Леонид Лебедиев, вели дека дозволувањето на американските семејства да згрижуваат такви деца до крајот на војната може да биде решение. Би било подобро за децата. Тие не би живееле во сиропиталиште, туку со семејства што им се допаѓаат, семејства што ги избрале. Сепак, вели Жолнович, Украина нема законска регулатива за згрижување деца. На детето може да му се дозволи привремено да живее само со најблиските роднини. Тоа го дозволуваат нашите закони. И покрај привремените тешкоти, Стив и Леана одржуваат контакт со Лиза. Последен пат ја виделе за време на божикните празници во Полска и цело време разговараат на телефон.